ова издание. Русија утре планира официјално припојување на 4 украински области. Украина и сојузниците не го признаваат референдумот и најавија нови санкции. Денес, ново истекување од руските гасоводи. НАТО вели дека сите достапни информации укажуваат на саботажа. А по самитот за безбедност на храната на маргините на Генералното собрание на ООН, лидерите предупредуваат на глад во многу држави. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Белата куќа изјави дека Русија ќе го искористи лажниот референдум во Украина како изговор за анексија на украинска територија. Кремљ веќе соопшти дека утре ќе одржи церемонија за официјално приклучување на 4 украински области кон Русија. Украина и сојузниците го отфрлија референдумот како нелегитимен и најавија нови санкции. Прес-секретарот на Белата куќа Карин Жан-Пјер во средата изјави дека САД очекуваат Русија да ги искористи овие лажни референдуми како лажен изговор за да се обиде да ја анкетира украинската територија со флагрантно кршење на меѓународното право и повелбата на Обединетите нации. Жан-Пјер рече дека без разлика што тврди Русија, областите сепак остануваат украинска територија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во средата рече дека Европската унија планира да одговори на сеопфатни нови забрани за увоз на руски производи и да прошири забраната за извоз за да го лиши воениот комплекс на Кремљ од клучните технологии. Ова ќе ги задржи руските производи надвор од европскиот пазар и ќе лиши Русија од дополнителни 7 милиарди евра приход, изјави фон дер Лајен. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков за новинарите во четвртокот изјави дека во церемонијата ќе учествува и рускиот претседател Владимир Путин, заедно со шефовите назначени за 4 региони каде Русија ги организираше референдумите, што завршија претходно оваа недела. Германскиот канцелар Олаф Шолц денес твитна дека го уверил украинскиот претседател Володимир Зеленски дека Германија никогаш нема да ги признае така наречените резултати. Лажните референдуми спроведени од Путин во нелегално окупираните области на Украина се безвредни, рече Шолц. А НАТО денес соопшти дека сите достапни информации укажуваат оти истекувањата од руските гасоводи кои носат газ до Европа се резултат на намерни и неодговорни акти на саботажа. Во соопштението на НАТО се вели дека истекувањата се прашање на длабока загриженост и од Алијансата ги поддржува истрагите за потеклото. Ние како сојузници се обврзавме да се подготвиме, да одвратиме и браниме од присилната употреба на енергија и други хибридни тактики од страна на државни и недржавни актери, соопшти НАТО. Отаму вела дека секој намерен напад врз критичната инфраструктура на сојузниците би бил проследен со обединет и решителен одговор. Шведската крајбрежна стража денес соопшти дека откриено 4-то истекување во близина на Шведска. Гасоводите моментално не се во функција. Војната во Украина заедно со зголемените цени на суровините и последиците од пандемијата може да доведат до глад во многу држави, предупредија повторно Обединетите нации. Обединетите нации објавија дека денес повеќе од 800 милиони луѓе во светот гладуваат, што е зголемување за повеќе од 150 милиони од почетокот на пандемијата со COVID-19. На маргините на Генералното собрание, државниот секретар Антони Блинкен најави нова помош од САД. Блинкен рече дека друг начин да се поддржи ублажувањето на гладта е да се изврши притисок за продолжување на договорот со кој Обединетите нации посредуваа меѓу Русија и Украина, а кој овозможува извоз на жито од пристаништата на Црното море. И покрај некои дезинформации што продолжуваат да доаѓаат од Москва, житото и другите прехранбени производи стигнуваат онаму каде што се непотребни, претежно на глобалниот југ. Тоа помогна да се намалат цените на храната ширум светот. Рускиот претседател Владимир Путин рече дека договорот не функционира и ги обвини западните санкции кон Москва за недостигот на храна и ѓубрива, наместо неговата инвазија на Украина. Шпанскиот премиер Педро Санчес изјави дека Путин се обидува да го уценува светот со храна. Времето истекува. Ако земјоделците не добијат ѓубрива во вистинскиот момент,
Сиромашните или дури и повеќето земји ќе продолжат да чувствуваат влушување на ситуацијата. Да бидам јасен, нема мир со глад и не можеме да се бориме против гладта без мир. Украинскиот министар за инфраструктура Олександар Кубраков изјави за Гласот на Америка дека Украина го обновува извозот на жито во Сомалија, Етиопија, Кенија и други африкански земји на кои им е најпотребно. Најважно за нас е да го зголемиме обемот на нашиот извоз. Резултатите од август беа доста оптимистички. Стасавме до речиси 5 милиони тони. Тоа е многу близко до предвојната. Блинкен рече дека САД исто така бараат начин да помогнат во зајакнувањето на земјоделството во Африка на долг рок. Многу од нашите африкански колеги јасно ставија до знаење дека колку што им треба итна помош, она што навистина им треба е повеќе инвестиции во земјоделските иновации и самоодржливост. Убеден сум, од времето што го поминав неодамна во голем број земји во Африка, капацитетот е таму, но треба помош. Блинкен минатиот месец ги посети Јужна Африка, Демократска република Конго и Руанда. А негирањето на македонскиот јазик од страна на Бугарија не е нова работа, велат македонските поети со кои разговараше Гласот на Америка. Сепак тие нагласуваат дека соработката со нивните бугарски колеги е искрена. Мики Трајковски. Негацијата на македонскиот јазик која доаѓа од соседна Бугарија не е ништо ново, вели за Гласот на Америка поетот Владимир Мартиновски. Наспроти ова, помеѓу книжевниците од двете страни на границата постои жива и искрена комуникација со меѓусебно признавање на јазиците, вели тој. Меѓутоа, ова официјална политика на Бугарија навистина е апсурдна, ретроградна, навистина не води никаде. И мислам дека навистина нема никаква логика тоа што се прави. По ослободувањето еден од првите стручни трудови на Блаже Конески е за новиот напад врз македонскиот јазик, нели? Тоа не е нова работа. Поетот Димитар Башевски е загрижен за политиката на негирање на јазикот од бугарска страна. Ме заокружува тоа провокативно однесување, меѓутоа не може битно да влие на она што е македонски јазик, македонска литература, афирмација на сето тоа во светот и така натаму. Мислам дека долгорочно тоа ќе биде превозмогнато и тие сили во Бугарија ќе се најдат во една многу непријатна ситуација. Ме труе она што го слушам, меѓутоа подолгорочно мислам дека Бугарија ќе се најде во дефанзива. Бидејќи ова што се прави сега е многу невкусно, многу грдо на него. Сметаат дека сето ова нема да влие врз пишаниот збор и понатамошно отворење слободно од страна на македонските поети. Секако дека не. Сето она што е создадено на македонскиот јазик и што ќе се создава е најубав доказ за убавината на тој јазик. Тоа е меѓународен светски стандард, тоа е нешто што е цивилизацијска придобивка. Токму работа да мислиме дека македонскиот јазик, македонската поезија би била доведена во некоја опасност. Не. Сепак се ова непријатни, неважни работи, меѓутоа не смееме да мислиме дека до таа степен можат да не загрозат. Башевски вели дека државата може да го заштити македонскиот јазик преку соодветна подршка на домашната литература, манифестации, истражувачки институти и афирмација во странство. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. А повеќе за ураганот во Флорида кој предизвика поплави и остави 2 милиона луѓе без струја. Може да прочитате на нашата веб страница и социјалните медиуми. И со ова информација се одјавуваме. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Пријатно утре.